утврди? Тоа што јас го знам од представниците на Социјалдемократскиот сојуз, инака на извршен одбор на партијата, бев информиран за деталите. Законот за амнестија кој што веќе се дебатира, веројатно ќе се оформи до крајот на неделата, почетокот на идната недела, како планира заедно со службите пратениците, ја има конечната цел, а тоа е да донесе помирување, подавање на рака помеѓу највисокиот орган во државата или Собранието на Република Македонија, а со конечна тенденција да тоа продолжи по вертикално ниво и кај навивачките групи, и во општините, и кај младоците во партиите, и на секаде, таа е конечната цел. Самиот закон прави јасна дистинкција и разграничување, што значи учество во насилството, зборува за маскираните луѓе учеството во насилството, што значи тие што кренеле рака и употребиле насилство, но што значи организацијата или осмислувањето на тој дел, каде што се издвојува и законот не важи, но веројатно самиот закон ќе испрати порака на помали казни дури и за тој дел. Значи амнестија за сите кои што не учествувале во насилство или не биле организатори, да, во самиот закон е проектирана, но и самите членови во законот кои што доведуваат до идното казнување нема да бидат тероризам со над 10 години казни, веројатно ќе бидат со помали почетни казни, но казни ќе има, заради тоа што секој систем на пеналење или казнување во целиот свет ја има целта да ја испрати пораката да не се повтори никогаш повеќе. Сето тоа значи јасна дистинкција дека се носат политички одлуки со целата своја одговорност. Јас ја отворив оваа работа во парламентот и верувам дека ќе успее да помогне во Македонија за ова толку потребно помирување кое што ни треба во државата, но истовремено ќе ја испрати пораката дека казнувањето мора да обстои, но и најважната порака на немешање во правосудството. Значи парламентот ја носи одлуката, согласно донесениот закон, веројатно така ќе се носат и одлуките во правосудството, но немаме никакво мешање што ја става Македонија на сигурна позиција да разграничи што е одлуки на правосудството, обвинителство или судовите, а што е одлуки на парламентот или политичкиот дел од власта, заедно со извршната власт, во делот на постигнувањето на ваквите аспекти. Уште еднаш да потенцирам дека тоа го правиме во време во кое што сите стоиме барем за две заеднички цели: интеграцијата во НАТО, интеграцијата во Европската. Сега е моментот да направиме чекори и да ја постигнеме помирување во државата, затоа што таму кај што има слобода и единството може да очекуваме поголеми успеси. Премиере, неколку пати Мицевски побара од вас, добра секунда, значи неколку пати лидерот на ДПМН побара дуел, ТВ дуел со вас. Дали ќе прифатите или? Вие го знаете, може сега ќе го повторам. Во секое време на секое место може да избере медиум. Јас сум демократ човек, секој пат на располагање со се, но честно е пред да одиме на дуел да го каже својот став. Шеф на опозиција на најголемата опозициона партија. А ставот е дали е за членство на Македонија во Европската унија и НАТО преку поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Односно е должен. Должност негова е да каже алтернативата. Ако е не, да каже алтернативата. Тоа е обврска. Јас бев исправен пред таа одлука, донесов одлуката. Во време кога 17% од граѓаните даваа поддршка. Штом ќе ги даде договорот на целото ова прашање, ќе ја понуди алтернативата. Веднаш нека го избере медиумот, кога сака. Дебатата е дел од демократијата, тоа е обврска на сите и прифаќам во било кое време, на било кое место. Премиер, уште за уставните измени, вчера Каменов најави оставка, дали тоа може да го загрузи изгласувањето во Грција? Јас неговам доверба према премиерот Алексис Ципрас и према грчката влада и према грчкиот народ, вклучително и опозицијата во Грција, па и господинот Каменов кој што е дел од владата, треба да дадат шанса на еден ваков историски договор, заради тоа што договорот е добар за двете земји, за двата народи и верувам дека бенефитите ќе се видат во следните месеци од неговата имплементација. Јас сум убеден дека довербата која што имам во Алексис Ципрас ќе биде имплементирана во парламентот, како што јас се трудам довербата што Алексис Ципрас има према мене и према владата во Македонија дека ќе биде имплементирана во парламентот. Сериозен и суштествен процесот кај нас. Ниту јас, како е најупатен човек, не можам да гарантирам дека ќе успее македонскиот парламент, но тоа што можеме да го направиме и го правиме и ќе продолжиме да го направиме со максимално инклузивен процес, да токму овие процеси успешно завршат некаде средината на јануари. Веќе видовме дека 9 јануари е закажана пленарната седница, не повеќе од 10 дена. Таа трае седница во средината на јануари. Верувам дека ќе успееме да изгласаме конечноста на уставните амандмани. Сигурно видовте колку сме били инклузивни и треба да појасниме на сите да знаат дека еве не излегува мечки во амандманите, нема ништо скриено.
Нема ништо закукулено, замумулено, тоа беа дебатите тие. Чесен пристап на имплементацијата на договорот од Пресп. И видовте дека имаме инклузивен процес. И од албанската заедница, каде што во преамбулата, тоа што ставаше впечаток дека живеат во рамките на границите, дека како времено да се граѓаните од помалку бројните заедници, веднаш го прифативме. Во делот на водењето на грижата на државата према својата диаспора, да вклучиме целата диаспора, не само македонскиот народ. Многу важното прашање во првата реченица од амандманот 36 или членот 49, став 1, го зајакнавме македонскиот идентитет, ама има уште еден збор, плюс инклузивен внатре. Јас верувам дека пратеници тоа ќе го поддржат, заради тоа што тие го предлагаа, а претходниот пат не гласаа во парламентот. Навистина имаме инклузивен процес, заради тоа што е важно. Важно е за Македонија, важно е за сегашните идните генерации, важно е за едината на нашата земја. Пример, дали единствен пат да се изгласаат уставните изменения и амнестијата, дали за овој закон што се консултирале и со меѓународниот фактор, како мисли имат тие за овој закон и дали вие лично во просвета на господин Дмитровски што е отвори вратата и го рискуваше и вашиот живот и уште едно, денеска се изгласа трансформација на армијата на Косово, што би значило тоа за регионот, дали регионот станува посигурен или нели е обратно заради случајната во Србија. На 15 минути одговор за случува. Ќе се потребно да бидам максимално краток. Јас отидов и во суд како сведок и таму во записник нотирав дека сум прост. Нека просто не Господ, но јас не сум правниот систем во држава. Правосудството ќе носи своите одлуки. Тоа што зависи од мене го отворив и на пленум на тој 15 октомври. Дали тоа што така го чувствувам. Чувствувам дека закрававеноста меѓу брат и брат, толкавата поделеност пред се во моментот помеѓу македонското ткиво мораме да ја отклониме. Тоа е наша обврска. Можеме ние да коментираме се што сакаме во држава, но некои има и одговорност и обврски во оваа земја. Номинирав дека очекуваме политички последици. Времето ќе ги покаже тие политички последици. Но кога постигнеме цел да се обединиме, верувам дека ќе успееме. Секако дека консултираме меѓународна заедница. И тоа што меѓународната заедница го испрати како порака, тука е рамката на движењето, влијание и мешање во правосудството никако. Затоа што и ние да ги изгласаме и со 120 гласа амандманите устави. Ако направиме влијание во правосудството, тогаш ќе имаме земји членки кои што тоа ќе го користат како аргумент и проширувањето, односно почетокот на преговори за Македонија веројатно ќе биде доведен под прашање. Тоа нема да дозволиме да се случи и затоа во консултација со земјите членки, со меѓународната заедница ги носиме ваквите акти и правиме дури јасна дистинција што значи одговорноста, што значи учеството во толпа, што значи манипулативноста од одредени структури, што значи некои луѓе да биле излажени, изманипулирани во тој дел, кога се случувало овој громорозен настан и слично. Еве, ако Заев бил првиот таргет, нека тргне простувањето од мене. Ако парламентот бил кулминацијата на нашата поделеност, нека тргне од парламентот. Но конечната цел мора да успееме да си ги помириме граѓаните, да подадат рака и ако успееме тоа да го надминеме, јас верувам дека Македонија ќе има дополнителни проценти во својот раст и растеж и развој, заради тоа што тоа го очекуваат сите граѓани. А во делот на Косово не сум слушал одлуките, јас знам дека и ставот на НАТО е тој, не е време. Не требаат нови тези. Уште еднаш да не заборавим дека Балканот нема намера да биде повторно буревал. Апелирам до колегите, до премиерите, до председателите на државите да внимават на своите чекови, заради тоа што наша заедничка обврска, како 6 земји од Вестер Балкан или Западен Балкан, кои што имаме аспирации за членство во Европската унија, се да унапредиме економската соработа, регионалниот развој и раст, да обезбедиме вечен мир и траен мир овде и да имаме интеграција во Европската унија. Апелирам да и оние другите мерки кои што постојат во делот на царините или слично, да ги преиспитаме, да се вратиме, да ги почитуваме меѓународните организации и договори кои што ги имаме заради тоа што наша обврска е да зголемиме соработката. Ако политичарите бидат повнимателни во своите изјави и во своите чекори, јас верувам дека овој дел на Балканот, вклучително и нашата Македонија, но и соседите, ќе се движиме во вистински правец. Благодарам.